Благодарам председателе, почитуван народен правобранител, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, ќе бидам многу кратка, бидејќи ценам дека еден ваков извештај треба да добие накратко и наши наводи, наши коментари. Најнапред ќе ги поздравам еве и наводите на претходните дискутанти, каде што дадоа своји забелешки. Се надевам дека особено како колеги пратеници ќе бидеме заедно присутни и ќе вршиме надзор на оној дел од наводите на извештаите над кои што можеме, имаме надлежност како пратеници да на истото да влијаеме и да имаме еден позитивен исчекор, и воедно да ги поздравам наводите од колегите кои што упатија на позитивни наводи од страна на за извештајот и за нивно посебно унапредување. Јас би го оценила овој извештај, би рекла како објективен, особено бидејќи се нагласени трите точки кои што можеби се најдоминантни и во самиот извештај, а тоа се граѓанските состојби, правосудството и потрошувачките права. Би кажала дека по однос на граѓанските состојби го напоминавме и состојбата за издавање на документи, особено во делот на издавање на патните исправи, бидејќи се сеќаваме ние многу добро, бидејќи ова извештај за 2024 година, се сеќаваме многу добро на состојба во која што Македонија и македонските граѓани беа една заробена држава, една затворена држава. Тоа е навистина кршење на основните човекови права, да може да ги оствариме нашите слободи и права надвор од територијата на Македонија, бидејќи имаме навистина некој пат и алармантни состојби во кои што дали било здравствени или права по основна работа да излеземе надвор од државата. Беше една навистина загрижувачка состојба во која што и такако бевме оставени во рамките на оваа територија со проблемот за издавање на пасоши. Но за среќа можеме да констатираме денеска дека проблемот е надминат, особено како ова може да се свати како политичко можеби коментирање, на фактот е тоа дека по доаѓањето на министерот Панчо Тошковски имаме навистина голем напредок и решавање на овој случај во навистина брзо и рекордно време, односно проблемот со патните исправи беше и такако решен во брзо време. Замислете, ќе цитирам еден навод од извештајот, а тоа е дека граѓанин се сликал во декември 2023 година, ја подигнал патната исправа во август 2024 година. Тоа е за срамота буквално да се знае и да имаме една ваква постапка во која што една патна исправа речиси 9 месеци била во постапка за издавање. За среќа можам денеска да кажам накратко дека имаме дури и многу поголем напредок, нешто што можеби не било замисливо во Македонија дека ќе се случи, а тоа е веќе министерот за дигитална трансформација истакна дека е во финална фаза и постапката за издавање на електронски документи, односно електронска лична карта и возачка дозвола. Нешто кое што треба да биде такако за поздравување во овој дел, така што забрзо наработиме во овој дел во поглед на дигитализацијата. Ке се надоврзам уште накратко на наводите кои што се содржани во извештајот, а особено во делот на врсничкото насилство кое што е потенцирано во училиштата. Јас тука сакам да ја нагласам уште еднашка потребата дека сите институции, особено образовните и сите институции кои што имаат удел во решавање на овој проблем, а е поширок и во поголем контекст, дека треба да обрнат и такако внимание на сузбивање на она врсничко насилство. Ја поздравувам иницијативата која што ја спроведовте и останатите општествено одговорни компании кои што спроведуваат кампањи за сузбивање на врсничкото насилство, но мислам дека проблемот е многу поголем и дека многу поголем акцент треба да ставиме и во самиот образовен систем во сузбивање на истото. И веќе имаме некоја реформа во која што се вметнуваат и предмети кои што значат подобрување на животните вештини, така што тука еден огромен акцент би сакала да ставам и на сузбивање на
врсничкото насилство, бидејќи за една здрава индивидуа да прерасне нели во општеството, треба да го имаме и овој сегмент, бидејќи те како е важен во воспитно-образовниот процес на децата. И да го поздравам оној навод во кој што со Законот за средно образование имаме веќе напредок во делот на оние лица кои што се образовни асистенти, те како важна за лицата со посебни потреби. Важен момент од аспект и на младите луѓе ќе се надоврзам, но тука и на пензионерите и на сите останати категории на граѓани е и проблемот со јавниот превоз, кој што исто така го имате наведено во самиот извештај. Јас тука сакам да истакнам една сериозна загриженост и алармантност во врска со проблемот со јавниот превоз, бидејќи денеска ни е присуден. Имаме представки до народниот правобранител, имаме представки од многу граѓани, лично јас како пратеник и како жител на општина Илинден имам поднесувано представки и до градот Скопје и до јавното сообраќајно предпријатие во кое што укажував на потребата и на итното решавање на проблемот со јавниот превоз, особено за граѓаните од општина Илинден каде што се обраќаат линиите 63 и 66. Се наоѓаме надвор од градското подрачје и невозможно е доколку не управо некој со автомобил да се стигне на друг начин до работното место или да се остварат другите активности кои што се наоѓаат како потреба за граѓаните. Така што јас и како личност и како пратеник упатував на загриженост, но од страна и на двете институции, и до град Скопје и до ЈСП немаше никаков одговор, ниту никакво постапување. За жал и денеска граѓаните од општина Илинден се оставени на милост и немилост од страна на јавното сообраќајно предпријатие, особено во деновите кои што доаѓаат, кои што ќе бидат изголемени температурите. Мислам дека е декларативно кршење на човековите права, така што ќе истакнаме и јавно дека мораме што е можно побрзо и како институции да реагираме. Ќе ве повикаме вас како народен правобранител погласно и поалармантно да се реагира, особено за овие делови кои што се надвор од градското подрачје, бидејќи повторувам немаме друго алтернативно средство и за студентите и за средношколците кои што посетуваат настава во градската средина, и за пензионерите, и за вработените и така натаму. Во овој дел погубно е за 2025 година да се соочуваме со овој проблем. И за крај, јас не можам да не искоментирам во врска со правосудството, кое што исто така е една од најглавните проблеми кои што стигнуваат до вас како представки, како народен правобранител, а тоа е исто така и непочитување на принципот на разумно судење. Замислете, ќе цитирам повторно од извештајот, после 2 децении граѓанин дочекал да добие решение од Комисијата за денационализација. 2 децении се 20 години. Тоа е, веќе можете да замислите една личност која што пред 20 години била родена, денеска во колкава возрастна личност е, колку време требал да дочека овој човек за да добие едно решение од Комисија за денационализација. Не е само овој проблем, ние сме сведоци на многу постапки кои што чекаат и така од години, па имаме тука проблем на предметот доживување и застарување, така што би рекла дека овој извештај е објективен, бидејќи ги задира најдиректните и суштествени повреди кои што се случуваат во нашата држава. Особено сакам да ставам акцент на правосудството, бидејќи и за крај тоа ќе биде и мојата порака, дека невозможно е да имаме една функционална правична држава во која што ќе се почитуваат човековите слободи и права во целост, доколку немаме функционирање на сите институции. Тука зборувам за институции кои што спаѓаат и во делот на законодавната власт, извршната власт, но и судската власт. Без функционирање на сите три власти ние не можеме да зборуваме за функционирање на системот, така што се надевам дека ќе имаме откочување на сите институции, бидејќи кога една институција не си ги извршува своите задачи во целост и согласно закон, тогаш не можеме да зборуваме за некаков напредок и некакво подобрување по однос на човековите слободи и права. Благодарам.